подпредседателке. Благодарам почитуван председател на владата за одговорот. Сам дека вложувањето во единиците на локалната самоуправа е нешто кое што е можеби најсуштинско и најзначајно, бидејќи и најопипливо некако граѓаните може да ги почувствуваат бенефитите во инвестирањето на локалните единици, во единиците на локалната самоуправа, но од друга страна можеби најефективно нели се спроведуваат оние проекти со кои што аплицираат. Споменавте 1200 проекти на кои што ќе се работи во Република Македонија, со што всушност Македонија ќе стане буквално, како што велиме, едно градилиште кое што ќе се работи само и само во интерес на граѓаните, бидејќи на крајот од денот наш единствен суштински коалиционен партнер се токму граѓаните, тоа не треба никогаш да го заборавиме. Еднаков пристап за сите општини без разлика на партиската припадност и еднакво за секого по глава на жител, нешто кое што никогаш не се случило претходно во историја на Македонија. И е навистина за поздравување и ценам дека треба да се одважат и колегите од опозицијата и да кажат збор два никогаш и позитивно, бидејќи тоа е за сите граѓани на крајот од денот. Спомнавме многу суштински работи од аспект на капитални инвестиции кои што се однесуваат за локалните средини. Јас би сакала да продолжиме во делот на капиталните инвестиции да прашам по однос на оние најсуштински капитални инвестиции кои што се однесуваат на централно ниво. И тука можеби би сакала и најмногу мислам на инвестициите кои што се опфатени со договорот за стратешко партнерство со Велика Британија. Ние веќе во само една година од власта на ВМРО, ДПМН и коалицијата имаме договор за стратешко партнерство со Велика Британија, имаме најава на навистински стратешки капитални проекти кои што се однесуваат и кои што ќе бидат навистина валоризирани, кои што ќе бидат навистина корисни за граѓаните во наредните неколку години, во наредните неколку децени. Имаме најава за брза пруга, имаме во исто време изградба на 4 автопати, додека од друга страна колегите не можеа да се сетат на 1 километар автопат кој што претходно го направија. Имаме најава за изградба на болниците во Штип и Кичево, нова зграда на Медицинскиот факултет во Штип и нова зграда на Студентскиот дом во Штип, нешто кое што е навистина суштински важно за сите граѓани. Па моето прашање во однос на капиталните инвестиции би било и каков е интензитетот на работа на овие проекти и на долг рок, председателе, како гледате во вложување во овие стратешки капитални проекти, особено од аспект на нови вработувања, зголемување на извозот, туризмот, развој на домашното стопанство, подобрување на животниот стандард на граѓаните и секако враќање на инвестицијата токму кај граѓаните. Благодарам.